и на многу посилни надпреварувања. Сега треба да се задржи ова минимална предност 18-17. Симовски, вау. Ке се врати во игра. Тандемот што излезе пред малку. Митев и Ајети на местото на Деспотовски и Симовски. Сервис со број 4 Евгенио Леандро Мали. Но резултатот е изравнет 18-18. Се оди на Трајчевски. И сега Карановиќ успева покрај Сачи и фати. 19-18, значено е да не се препушти предноста на противникот. Ако е можно со мини серија да се дојде повторно до предност, го чувствува тоа публиката. Знаат дека Работнички Фершпет игра против многу силен противник. И Фатик сега нема проблем откако се разигра претходно со неколку активни блокови. Сега и до нападот. Пенал, акција за 19-19. Мустафа со број 9 ќе влезе во игра на местото на Фатих Коч. Треба да сервира. Инаку вториот техничар во екипата на Делевија Спорт. Има 188 сантиметри. Мустафа. Свет сервис. Еве зошто влезе. Меѓутоа успеа да излече оваа топка на работ, на преклоп. Митев. Одличен Ѓорѓевски во оваа акција. Пенал 20-19. Сега е потребна една серија на Смет сервиси. Може тоа да го направи Зоран Ѓорѓевски. Не одеше на многу силен смеч. И Сачи минува покрај двојниот блок на Јети и Модев. 20-20. Те сервира Темел. Прием на Карановиќ. Ајети, воен блок. Сачи, Озган. Имаат предност. Прв пат по оние 1:0 во вториот сет. Турците, но сега е финиш на овој втор сет. 21-20 за Белевија Спорт. Не е ништо загубено, но малку работи функционираат пред себе на приемот. Работнички Фершпет. Минува Сачи покрај тројниот блок. 22-20 за турците. Ете колку малку требаше на серија на Маркос Милинковиќ и се да се смени во поглед на сигурноста, во поглед на разиграноста на играчите на Работнички Фершпет во однос на нивните противници. Имаше мали проблеми. Бариш Ездемир, либерото на екипата, се лизна, па му беше укажана лекарска помош. Трајчевски, претходно беше форсиран на прием. Сачи, успешен боен блок и 21 поен за Работнички Фершпет. Еден разлика за Белевија Спорт. Сега е потребна подршка. Знае Ајети добро, успешно да се сервира со смеч. И тоа го прави. Бариш на прием. Сачи, извонеден боен блок. Трајчевски и Модев. Работнички Фершпет го враќа ударот од предмалку на противникот со оној блок, кога гостите дојдоа до 2 разлика. Сега 4 двојки на семафорот. Тајм-аут за турскиот тренер Озбеј. Уште еднаш по овој тајм-аут на гостинскиот тренер. Треба да сервира Ајети. Само да се концентрира, затоа што многу често по вакви прекини се прават сериозни грешки. Тоа беше, предпоставувам, и поентата на противничкиот тренер. Многу значаен момент, дали повторно Работнички Фершпет ќе ја врати предноста. Одлично до Бариш.
Меѓутоа Милинковиќ ја презема одговорноста дијагонала за водство 23-22. Тоа е големиот Маркос Милинковиќ, кога е потребно. Иако за сега покажува само еден мал дел од неговите огромни способности и квалитети во бекарската игра. Сега мора да се возврати Митев, одлично, на втора. Така наречен индијанец, нешто што многу често го практикуваше во минатото во неговата успешна кариера Тихомир Пауновски, сегашниот тренер на Работнички Фершпет. 23-23. Трајчевски. Милинковиќ, уловен од двоен блок. Сега може да се организира напад, меѓутоа Модев наседна таму на Озгун. Штета, наместо водство 24-23, еве сега се топка за турскиот вице-шампион за изравнување на 1-1 во сетови. Многу значаен момент, затоа што ако се освои овој сет од страна на Работнички Фершпет, сосема поинаку ќе се одвиваат нештата во понатамошниот тек од мечот. Лош прием на Трајчевски, во многу лош момент. Карановиќ само префрла. Предпоставувам сега Мали ќе оди на завршница. Гинов спасува. Но Митев не смееше вака да игра. 25-23 за екипата на Беледија Спорт, која што успева да изравни на 1:1. Многу изравнет втор сет, кој што клучните моменти ги имаше во средишницата, кога при водство од 6 разлика, со една серија изворени с меч сервиси, Маркос Милинковиќ успеа да дојде до изравнување на крајот турците и да го добијат овој сет и да изравнат на 1:1. Во очекување сме на третиот сет од бекарскиот натпревар меѓу Работнички Фершпет и Беледија Спорт од Турција. Реванш натпревар од второто коло во ЦЕФ купот. Првиот меч турците го добија со 3:0, тука 1:1, по 2 одиграни сета. Ѓорѓевски го основа првиот поен во третиот сет, но ќе биде многу тешко за екипата на Работнички Фершпет да подсетам на пропозициите. Не е ништо загубено, покрај тоа што не успеа да го освојат првиот сет. Значи потребна е победа од 3:1 или 3:2 за да се изборат за екстра сет и за вкупна победа во мечот со Беледија Спорт. Сега Трајчевски успеа. Хусеин се буни таму по овој блок, но топката беше надвор. Блокаут за 2:0 во страна Работнички Фершпет. Ке сервира Карановиќ. Важно е да не се загуби ритамот што го има во најголем дел од досегашниот тек на надпреварот од бекарите на Работнички Фершпет. И еве сега со воен блок таму Ѓорѓевски и Ајети проработе тетовската врска 3:0 на почетокот од третиот сет. Уште еднаш Карановиќ. Добро таму прозрена намерата од страна на Ѓорѓевски. И сепак минува оваа диагонала на Марсело Мендес Сачи, бразилецот. Мала задршка од блокот, Гинов не успеа да ја исконтролира до крај. 3:1 за Работнички Фершпет. Ке сервира Фатих Коч. За оние кои подоцна се вклучија, еден од тројцата кои имаат по 207 сантиметри, заедно со Хајме Андрес од Колумбија, кој е на клупата, и со главната звезда на Беледија Спорт, аргентинецот Маркос Милинковиќ. Прави сервис грешка. Фатих 4:1 за Работнички Фершпет. Сега на потек е Ѓорѓевски. Прием на Мали.